Не постои земја во светот, ми се чини, каде што не сме испратиле архиерејска митра. Нашите митри се носат и во православната црква во Америка, во православната црква во Африка, во православната црква во Чешка, Грција, Бугарија, Србија, Русија. Архиерејските митри кои што тука се изработуваат се наменети за епископите од целиот православен свет, односно од сите оние кои што ќе ни се обратат со молба да изработиме нешто за нив. Сме изработиле речиси за сите поглавари на сите сестрински православни цркви, вклучително и за патријарсите, меѓу кои Вселенскиот патријарх Вартоломеј. За него сме изработиле повеќе од 3-4 митри. Целокупната работа се извршува овдека во манастирот, во кој што живеат 16 сестри и сите ние сме вклучени во ова благородно креативно послушание кое што се случува овдека. Од изработка на везот во програма, во компјутерска програма, до везење и потоа украсување на самиот вез со дополнителни материјали, како што реков, полудраги камења, речни бисери и така натаму, се до завршетокот, односно испорачувањето на митрата. Може да има полудраги камења од Сваровскиот Прециоса. Ги користиме исклучиво нив, бидејќи се покажале како доста квалитетни и ги набавуваме од соседните земји. Користиме и разни типови на срми, златна, сребрена, жички, златни, сребрени, штрас и така натаму. Може да се каже дека митрата го представува трновиот венец кој што бил ставен на главата на Спасителот и таа е прилично тешка. Меѓутоа тешка е и епископската служба. Така што оној кој што ја носи на својата глава, токму преку таа тежина треба да биде и преку незиното значење, треба да биде потсетен дека го примил владичкиот чин не само за слава и чест, туку и за да ги носи тежините и болките на целото човештво. Че тоа се болките на сите луѓе кои што ги среќава, болките на сите луѓе и тагата и страдањата на сите луѓе кои што доаѓаат во допир со него. Владиката ја носи оваа митра само на богослужба. Значи, изработката на митрите е еден креативен, меѓутоа е еден многу молитвен процес. Значи, додека работиме, ние истовремено кажуваме и молитва. Таа некогаш може да биде и на глас, меѓутоа може да биде и внатрешна. Ова е папската тијара, многу интересно дека ја работевме во 2016 година по нарачка на македонската делегација за Рим, за празникот на Свети Кирил и Методи. Меѓутоа, папите не носат митри, не носат ни тијари. Тие уште за време на еден ватикански концил во
минатиот век, одржан во минатиот век, се откажале од носењето на митри. Меѓутоа, што е интересно, дека секој папа си има свој музејски експонат, односно своја тиара, своја круна.